Ваше блаженство, архиепископ Охридски и Македонски и на Јустинијана I, господин Стефан, Ваше високо преосвештенство, митрополит Преспанско-Пелагониски и администратор Австралиско-Новозеландски, господин Петар, Ваши високи преосвештенства и преосвештенства, почитуван декан на Богословскиот факултет Свети Климент Охридски, професор доктор Дејан Борисов, почитуван директор на Институтот за национална историја, професор доктор Митко Панов, почитувани академици, професори, истражувачи, гости, пријатели и студенти. Денес сме собрани заедно да им одадеме чест на две личности, чие дело го надминало времето и границите, светите браќа Кирил и Методи. Тие не се само духовни светилници, туку и културни основоположници на сето она што денес го нарекуваме словенска писменост и идентитет. Светите браќа Кирил и Методи беа мисионери и учени визионери кои го оставија својот вечен белег во историјата. Во 9 век тие создадоа глаголицата, првото словенско писмо кое беше основа за понатамошен развој на кирилицата. Со тоа им дадоа на словенските народи не само алатка за писменост, туку и можност да го слушнат и разберат Божиот збор на својот мајчин јазик. За Македонија, делото на светите браќа Кирил и Методи има посебна тежина. Тие се символ на духовна светлина, на културна независност и на вековна борба за зачувување на нашиот јазик, писмо и идентитет. Преку нивната мисија, македонската почва стана мост меѓу истокот и западот, меѓу верата и науката, меѓу старото и новото. Тие се темелите на нашата писменост и токму затоа нивниот ден, 24 мај, го славиме со гордост, љубов и длабока почит. Но нивното влијание не завршува тука. Светите Кирил и Методи се втемелени во срцето на светската славистика. Тие се признаени како покровители на Европа, прогласени од страна на Ватикан, а и денес се слават не само во Македонија, туку во Србија, Чешка, Словачка, Русија и многу други словенски и несловенски земји. Нивната мисија во Моравија не беше само верска, туку и образовна и културна. Тие создадоа основа за создавање на национални литератури и научна мисла кај сите словенски народи. Почитувани, да се сеќаваме на светите браќа Кирил и Методи не значи само да се поклонуваме пред минатото. Тоа значи обврска да го чуваме јазикот, културата и духот на слободата што тие ни ги оставија. Да ги учиме децата, да читаат, да пишуваат, да размислуваат на својот мајчин македонски јазик. Да го негуваме македонскиот јазик како еден од наследниците на нивното дело. Да не заборавиме дека еднината ја градиме со почит кон корените. Во духот на мисијата на светите браќа Кирил и Методи, кои го просветлија словенскиот свет со писменост и култура, се роди и Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, првиот државен и државотворен универзитет во Република Македонија, основан далечна 1949 година. Од своето основање, со 3 факултети, денес УКИМ прерасна во најголема и најзначајна високообразовна институција во земјата со 23 факултети и 5 научни институти и една придружна членка, друга високообразовна институција, ценетиот Богословски факултет при УКИМ и 5 други придружни членки. Денес имаме над 25.000 студенти на првиот циклус на студии, повеќе од 2800 наставно-научни кадри. Универзитетот представува столб на образованието и науката во Македонија. Мисијата на УКИМ е јасна: да биде автономен, научен и високообразовен универзитет кој обезбедува наставна, научна и апликативна дејност во сите научни области. Посветена на негување на интернационална афирмација на традиционалните вредности на македонскиот народ, како и на културните вредности и на другите етнички заедници во земјата. Денес со гордост можеме да кажеме дека на УКИМ имаме над 196.000 дипломирани, над 23.000 магистри, над 6.000 доктори на науки, на 23 факултети и 5 научни институти акредитирани се 624 студиски програми, од кои 207 на првиот циклус на студии, 338 на вториот циклус студии и 79 студиски програми на трети циклус студии. Билатералната меѓународна универзитетска соработка УКИМ ја остварува со над 200 подпишани активни меморандуми и договори за соработка кои представуваат рамка за севкупна меѓууниверзитетска соработка. УКИМ денес е дел на Интернационалната алијанса Across EU во конзорциум со уште 8 други европски универзитети. Почитувани, Универзитетот Свети Кирил и Методи не е само образовна институција, тоа е живо сведоштво за мисијата на нашите покровители.
Преку својата посветеност на знаење, култура и научен напредок, тој продолжува да го носи факелот на просветителството, што го запалија светите браќа. Нека нивната светлина продолжи да не води. Нека е вечна светлината на нивната мисија, да живее делото на светите браќа, Кирил и Методий, да живее Македонија. Благодарам.